Еден човек имал фирма и му понуделе да изнајми обезбедување за канцелариите. Но тој ја одбил понудата бидејќи немал потреба од тоа. По некое време, непознати лица му ја демолирале канцеларијата и човекот веднаш ја прифатил понудата за обезбедување која што претходно ја беше одбил. Дури подоцна тој разбрал дека тие кои ги најмил за обезбедување биле истите кои му ја демолирале канцеларијата. Многумина ќе ви нудат спас, ќе ви наметнат вие сами да барате помош од нив. А тоа се истите оние кои што ви наметнале да се чувствувате несигурно, подзакана и исплашено. Но тоа што го нудат не е спасот. Вие треба да знаете дека спасот е возможен само преку еден, чие што име дава спасение. Неговото име е над секое друго име. Тоа е Господ Исус Христос и нема друго име преку кое човек може да се спаси. Дали на лажните спасители или Христоси ќе им веруваш или на вистинскиот кој што ја пролеа својата крв за тебе распнат на крстот, тоа е твое лично право. Но никој не може да се спаси без Исус, бидејќи секој човек е грешен и платата за гревот е смрт. Но Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единствен син Исус Христос да биде жртва помирница, жртва за отплата и простување на гревовите на секој човек што ќе поверува во него. Ако се одвратиш од досегашниот бунтовен и грешен живот и својата вера и надеж ги положиш во Господ Исус Христос, тогаш ќе направиш вистински избор. Ако поверуваш во него и во она што тој го стори за тебе на крстот, тогаш по милоста Божја примаш дар спасение. Те советувам. Поверувај од длабочините на твоето срце и повикај кон Господ Исус Христос. Покани го тој да дојде и да зацари во твојот живот и во твоето срце. Тогаш тој ќе дојде преку неговиот свет дух и ќе се всели во тебе и ти ќе бидеш негово дете. Зошто ова е важно? Бидејќи избираш каде ќе поминеш вечноста. Со Исус си во рајот, а без него во пеколот. Господ Исус Христос наскоро доаѓа по своите деца. И сега ти имаш можност и време да поверуваш во него и да очекуваш дека и тебе ќе те грабне од земјава заедно со другите верници во облаците. Ако си веќе верник, размисли во кого и во што ја положуваш твојата вера. Дали во човечките идоли или во живиот Бог. Ако ова е тест на верата твоја, тогаш чие име ќе го избереш? Христос или парите? Христос или светот? Христос или славата? Христос или угледот пред луѓето? Покани го Господ Исус Христос уште сега да дојде во твојот живот, да зацари на престолот на твојот живот. Верувај дека тој умре за твоите гревови на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. Поверувај го тоа и изусти го твојата уста. Отвори го твоето срце за Бог. Дозволи тој да те трансформира, да го просветли твојот ум, да го трансформира твојот ум. Да видиш колку многу те сака и како неговиот план е совршен за твојот живот, за твојата судбина. Дозволи тој да го напише твоето име во книгата на животот. Но тој не те приморува. Ти треба сам да повикаш кон него. Не преку религија, не преку ритуали, не преку религиозни обреди. Сам, од дното на своето срце повикај. Кажи, Исусе Господе, те примам за мој Господ и Спасител денес. Верувам дека за мене беше распнат на крстот, заради моите беззаконија, заради моите гревови ти беше казнет, наместо мене беше распнат на крстот. И на твоето тело ги зеде моите болести и болки, преку твоите рани се исцелив, преку твојата света крв ме изми од сета грешност и ме ги прости гревовите. Верувам дека умре на крстот за мене, беше погребан и на третиот ден воскресна. Сега во овој момент повикувам кон тебе и те поканувам, дојди Господи Исусе Христе, дојди и застани на престолот на мојот живот. Живеј во мене и владеј со мене. Ти управувај го мојот живот. Господи, јас тебе ти припаѓам и те молам, напиши ми го името во книгата на животот. Во твое име му оддавам слава на Бог Творецот на се. На Бог Творецот кој сега е и мој татко по милост Божја.
Бидејќи ти ме спаси, Исусе, ја станав Божјо дете, го примам со вера дарот на спасението и вечниот живот. И повикувам кон Бога, Татко Небесен, ти благодарам во името на Исуса Христа. Амин. Нека е се по Божја волја и нека е вечна Твојата слава, Господе. Амин. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Поздрав, драги пријатели. Нека Божјиот шалом биде во вашиот ум и во вашите срца.